Во ова издание, најнови податоци, какво е економското здравје на САД. Замислете го американскиот долг, сликовит приказ за колку пари се работи. Распеан геолог поради состојбата на планетата или за да го привлече вниманието на студентите. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во наредните 10 минути ќе биде Јулија Велковска. Надежни индикатори за економијата во Соединетите Американски држави според одделот за труд. Владата наведува и дека супер невремето Сенди имало минимално влијание врз податоците. Американската економија додала 146.000 работни места во месец ноември, а невработеноста паднала на 7,7%, најниско од декември 2008. Се наведува во најновиот извештај на одделот за труд. Во октомври таа беше 7,9%. Владата сепак наведува дека компаниите во септември и октомври додале 49.000 помалку работни места од предвиденото. Сенатот усвои мерка за нормализирање на трговските односи со Русија, но таа истовремено предвидува санкции за прекршителите на човековите права во оваа земја. Мерката ќе отстранува трговските санкции донесени уште во времето на студената војна. Мерката позната како закон Магнитски, според рускиот адвокат кој почина во затвор откако критикуваше лица на власт за проневера, најде на остра критика од руското министерство за надворешни работи, кој мерката ја нарече театар на апсурд. Откако египетскиот председател Мухамед Морси ги отфрли барањата на демонстрантите, председателот Барак Обама во телефонски разговор со него изразил длабока загриженост за загинатите и повредените во немирите, се наведува во соопштението на Белата куќа. Обама воедно ги повикал сите египетски политички лидери да порачаат на народот дека насилството е неприфатливо. Тој го поздрави повикот на Морси за диалог со опозицијата. Државната секретарка Хилари Клинтон е во Ирска, последната станица од незината европска турнеја. Доаѓа во услови на обновени тензии во Белфаст меѓу протестантската и католичката заедница. САД ја одбележуваат 71-та годишнина од јапонскиот напад врз базата Перл Харбор. Во Вашингтон церемонија точно во моментот на нападот. Настанот го смени текот на Втората светска војна. САД објавија војна на Јапонија наредниот ден по нападот. Американската компанија Golden Spike, основана од поранешни вработени во НАСА, планира до крајот на деценијава да почне да нуди приватни летови до месечината. Повратната карта ќе чини ни помалку ни повеќе 1,5 милијарди долари за двајца патници за дводневен престој. Деновиве во САД постојано се говори за фискалната бездна. Колкава е крајната граница на американското задолжување? Колегата Милар сега со сликовита представа. Конгресот во 1917-та по прв пат усвои крајна граница на задолжување за да ги финансира војните потреби. Тогаш таа изнесуваше само 11 милијарди долари. Идејата била да се воведе дисциплина во владиното трошење, вели економистот Ричард Ран. It's really redundant when you have a budget. Редундантно е кога веќе имате буџет, но на некој начин стана и корисно затоа што отвара диалог за тоа колку трошиме и како ги трошиме парите. Седо неодамна Конгресот рутински го одобруваше зголемувањето на границата, но тоа запна во 2011-та во пратеничкиот дом под контрола на републиканците. Како резултат, за прв пат во американската историја беше намален кредитниот рейтинг на државата. Денес границата изнесува 16,4 трилиони долари и САД најверојатно ќе ја надминат во февруари. Ричард Ран е виш соработник во институтот Като. Мислам дека е тешко да се замисли толкава бројка. Колку е голем долгот на САД? За визуализација да почнеме со банкнота 100 долари. 100 од нив прават 10.000. Доколку ги помножиме тие 10.000 со 100, добиваме $1.000.000. Доволно да се наполни една торба за шопинг. 100 милиони изгледаат поимпресивно, како што се прикажани овде на палета. 10 такви палети и добивате 1 милијарда. Дури сега станува интересно. Помножете ги тие 10 палети со 1000 пати и имате 1 трилион. Единица со 12 нули. Доволно пари да се покрие фудбалско игралиште во висина од 2 палети. За да се добие представа за големината на американскиот долг, помножете го ова игралиште во 2 слоја со 16.
Секому должиме. Странците држат околу 40% од нашиот федерален долг, најмногу кинезите. На Јапонија исто така отпаѓа голем дел од долгот, како и на Европа, заедно со приватни инвеститори ширум светот. Затворите во САД имаат најразлични програми што ги подготвуваат осудениците за времето идно по времето минато зад решетки. Следниот прилог на Џули Табо говори за некој од нив кои, обновувајќи ги старите книги, си го обновуваат животот. Во казнено-поправната установа во местото Бојц, сојузната држава Мериленд, мала група затвореници работи на оштетени книги од библиотеката. Го зајакнуваат повезот, ги лепат и скинатите страници ги укоричуваат. Затворениците, како Грегори Валас, не само што учат нови вештини, туку и добиваат така наречен кредит за добро однесување, што може да им ја намали казната. Немав голема работна навика, избрав да бидам на улицата. Таа ме доведе тука. Ова ми дава чувство дека можам да бидам корисен член на општеството. Градењето на доверба е само една од целите на програмата, според управникот на затворот Роберт Грин, авторот на програмата. Најголемиот проблем во американските затвори, но и во странство е насилството меѓу затворениците. Значи, ако успееме затворениците да ја увидат вредноста на оно што го работат преку програмите, тогаш и насилството ќе спласне. Откако почна програмата, над 400 книги изгледаат понови благодарение на 22 затвореници и завршија во јавните библиотеки во Мериленд. Затвореникот Валас сега има цел во животот. Да се вратам дома, да најдам работа, но и да се дошколува. Управникот Грин сака да ја прошири програмата со оштетени книги од училишта и коледжи. За неа се заинтересирале и негови колеги од Саудиска Арабија и Кина. Од серијата Откритија и пробиви, колегата Ведран Андоновски ни го представува проектот на еден од врвните експерти во областа на климатските промени, кој решил да го привлече вниманието на новите YouTube генерации. Што знаете за цунамите, земјотресите, лизгањето на земјиштето, ерозијата на плажите? Зошто се важни за сите нас? Геологот Ричард Али од Универзитетот Пен Стейт одговара на прашањата пеејќи. I'm not Johnny Cash, but I have been in a ring of fire. Ричард Али веднаш признава не е професионален музичар. Пеам неверојатно лошо. Но професорот по геологија на Универзитетот Пен Стейт тоа го прави на интернет во серија музички пародии видени од илјадници. Дали го привлекува вниманието? Апсолутно. Од прва рака ќе ви кажа дека ова не е шега. Меѓународно признатиот експерт за состојбата на мразот и климатските промени решил да предава на студенти. Целта – проблемите да станат интересни за поширок круг и релевантни. Еден од начините е преку музика. Вооружен со гитара и техничка екипа од универзитетот, предава геонаука, лекција број 10, геологија на националните паркови. Студентите може да го земат часот преку интернет и да научат за чудата на природата. Како функционира планетата Земја, нејзината историја и начинот на кој ние живееме на неа, што ни значи најмногу. За Али е битно студентите да осознаат како нашите постапки може да влијаат глобално. Исто како и земјата, вели, неговите часови постојано се развиваат. 9-годишно момче во мисија против загадувањето со пластика. Не пропуштајте ја наредната емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Дружете се со нас и по емисијата на интернет glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Благодарам на вниманието и гледајте не и во понеделник. The challenge for us today is to get the right message to the right audience on the right platform.
And when we look at where we have been, we can see that we have adjusted over time. علی جوانمردی هستم. In the next couple of years, the adjustment's going to be even more rapid because our message, which remains very much the same, but is being tailored for different audiences, is looking at different audiences than we have seen before, and the platforms are almost totally different. So it's a complete shift for us. I'm on the road more than 50% of the time, all over the world. And I travel into areas where media is underdeveloped and where the Voice of America plays an extraordinary role. When I hear people say to me, as they try to answer the questions of their daily life,